Замислате овде? Некој е потребно да даеме пауза да се расчистите меѓу себе. Не имам право да побрам пауза. Јас знам кога ќе кажам пауза. Имате реплика, кога ќе барате процедурално, може да барате пауза ако ви дам. И не мора да се љутите на сите што излегуваме. Повелете, имате реплика, зборувате. Значи, почитуван колега, професорите ги има повеќе на број, упатија едно барање и еден приговор, и сите ние го имаме во интегрална форма овдека, на 10 страници, каде што тие толку можат, како лингвисти, како академски граѓани, како вклучени во работата на Институтот за македонски јазик, вршат детална анализа на предложениот закон за јазици, кој што го прочитале од веб страницата на Министерството за правда, и меѓу другото имаат голема забелешка за која што ние никаде не зборуваме во овој парламент, а тоа е, зборуваме само за унапредување на јазиците, на одделни јазици, а гледано од перспектива на предложениот закон за употреба на јазиците, овој однос во врска со спроведувањето на законот за употреба на македонскиот јазик е благоречено непримерен и штетен за јазичната политика во Република Македонија и сметаат дека се подкопува и онака воспоставената рамнотежа, тешко воспоставена и опфатена со законската регулатива. И понатаму цитираат многу одредби од овој закон, со кои што инспекторатите кои што се во Република Македонија не се бават со проблемот на примената на македонскиот јазик на територија каде што се применува друг јазик надвор од македонскиот јазик, кој го зборуваат над 20% припадници. Поточно речено, нема ни една белешка, нема ништо што укажува дека примената на македонскиот јазик е во согласност со амандманите и Уставот. Иако има во понатамошниот дел и една нивна критика и забелешка, и вие како лингвиста, како професор по македонски јазик, дали ја делите нивната реторика дека ние како парламент и како законодавци треба да следиме паралелно употребата не само на другите јазици, туку и употребата на македонскиот јазик или не употребата на македонскиот јазик, а согласно Уставот на оваа земја. И затоа замолувам сите колеги, доколку го немаат прочитано овој приговор, да го прочитаат, бидејќи во него содржи многу квалификации кои што треба да не тангираат. И ние треба сите да се замислиме дали имаме документи со кои што го утврдуваме правото на македонскиот јазик да биде официјален јазик и да се користи онака како што е предвидено со Уставот.